Имам дадена иницијатива, кој ќе се направи универзална, еден партер, се извинам, партер, еден дел од универзална. Има 4 дела универзална. Да се вика Александар Джамбазов. Еден дел да се вика Тоше Проевски и другите два да ги договориме со тогашната власт како да бидат. Замислите колку ја убаво му посакувам на тој човек и што убаво зборам за тој човек. И тој човек, мој идол цел живот, кој што сум го прател, сум ги слушал неговите цитати, читал неговите книги, пеел неговите песни, доаѓа и вика за мене дека мене не ме сакаат. И таа мајка што ќе каже на тоа? Мојата мајка. Една прекрасна душа, мајка како мајка, ме носила 9 месеци, ме пратила у Скопје и една голема личност, најголема, ако не се лажам, бидејќи Игор Джамбазов носи ген на Петре Парличко. Тоа е голема фамилија. И за едно дете кое што треба да му се јави да му помогне ако гледа дека греши во неговата емисија. Ако гледа дека некојаш збори штипски во неговата емисија. Ако гледа дека праве грешки и како постар колега, пријател, сонародник, пошто читав дека он вика не сака луѓето да се мразат. Па зошто, господине Джамбазов, мој долу, не ми се јавивте, не ми кажавте, Миро, господине млад, како што вика колега, пријателе млад, па не сте управо. И ја да му кажам, идолу мој, ја не го кажав тоа така. Ја само сакав да кажам дека треба да се создаваат нови идоли. Нов Пандев, нов Панчев, нов Врбица Стефанов, нов Перо Антич, нов Кире Лазаров, нов Пепиман Насков, нов Игор Джамбазов, нов Сашко Коцев. Тоа е дајте го просторот на помладите. Затоа што јас ко сум бил дете, Джамбазов ми е бил идол. Тони и Део се ми биле идоли. Весна Петрушевски и Врателешка идоли. На кој сум јас сега идол? Ако господинот Джамбазов кажа на помладите дека мене не ме сакаат.